Има еден учебник класификација и генеза земјиште Југославија. Во тој учебник пишува дека најплодна котлина во бивша Југославија е Валандовска котлина. Валандовска котлина е алувиум и колувиум. Значи тоа се видови на почви, седиментни почви, тоа се почви кои што се стварат со нанос на најфините честички на почвата, па како да ви кажам, благодарение на таквата почва и благодарение на сонцето кое што го имаме во изобилие, во Валандово растат најплеменитите овошки. Почнувајќи од калинка, смоква, јапонска јаболка, киви и ред мандарина, лимон и ред други јужни овоштија кои што на Валандово му дават посебен белек. Сега, со овој рудник, ако проработи рудникот, сите овие овошки ќе се збогуваме. Дали сте ставиле на кантар во однос на она економска добивка, бидејќи велат дека благодетите, особено биејќи ги почувствувате, дека има вработувања и во однос на она државната каса и од другата страна она што значи здравје на луѓето? Голем апсурд е да верувам во таа лажа. Тоа е таква лажа што јас лично како интелектуалец не можам да ја прифатам, бидејќи и што злато место бакар да се вади злато, добивката ќе биде многу помалечка отколку тоа што го очекуваме ние од ова валандовско подрачје. Мислам овоштарство, ратарство, градинарство, поледелство и така натаму. Иначе, што се однесува до загаденоста, Валандово е незагадено подрачје и заради тоа ние сакаме да произведуваме овоштија, зеленчук, градинарски култури, а да не произведуваме бакар и злато.